Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охрид доби дигитален паметен споменик на Григор Приличев. Со формирање собирни центри за отпад ќе се спречува загадувањето на животната средина. Скутери дивеат на Струшкото крајбрежје. Малолетниците поминуваат повеќе од 5 часа на ден на интернет. Се чека лабораториски резултат за првиот сомнителен случај на мајмунски сипаници во земјава. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални дневни температури до 27 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, ведро и топло. Утре на централна и североисточна Европа претежно сончево и топло. Особено топло време се очекува во западна, северозападна и северна Европа. Во југоисточна Европа развој на нестабилност попладни и невообичаено студено за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево со локална облачност, попладне, локално во јужните и источните делови, локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури на Балканот од 24 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време со благ пад на дневните температури, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, а локално и услови за појава на невреме. Минималните температури од 10 до 21, максималните од 24 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток предпладне претежно сончево со локална облачност и топло време, а попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната 16, дневната 26. Во петок и сабота предпладне претежно сончево со локална облачност. Попладне нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици и пад на температурите. Утринската 15, дневната 23 до 22. Во недела веќе умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, грмотевици и температура до 19 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Промовиран дигитален паметен споменик на Григор Приличев на плоштадот на уметноста Долна Порта. Споменикот
ги вкрстува вештачката интелигенција и виртуелната реалност во уникатно футуристичко искуство за граѓаните и посетителите на Охрид. Здраво живо, јас сум виртуелен Прличев. Сакаш да чуеш едно мое писание? Охрид доби дигитален споменик преку кој на плоштадот на уметноста Долна порта воскреснува Григор Прличев. Холографската технологија, тридимензионалниот мултимедијален интерфејс и просторната звучна акустика го потопуваат виртуелниот аватар на поетот во срцето на неговиот роден град, велат создавачите на овој футуристички споменик. Преку технологијата за препознавање на говор на македонскиот јазик со ликот на Прличев може да се комуницира, при што гласот на поетот го позајмува актерот Стрезо Стаматовски. За виртуелниот модел на ликот биле користени оригинални фотографии, автентични скулптури со примена на напредни методи и машинска интелигенција за дигитална фотограметрија. Иновативниот систем е изработен од страна на компанијата Сефиданис, која што неодамна подпиша меморандум за стратешка соработка со општина Охрид. Во целокупната реализација учествувал голем тим на лица од разни области под водство на професор доктор Анис Сефиданис, а целата технологија се развивала на суперкомпјутерот кој се наоѓа во лабораториите на Сефиданис. Снимањето на аудиоматеријалот го реализираше Сашо Митан со тимот Супер Радио. На охридскиот дијалект помогнале Владо и Филип Ангеличин Жура. На машинската конструкција работеле машинските инженери Томе Скендеровски и Джезо Сефидановски, а на автоматиката магистрантот по роботика Павел Тасков. За разработка на концептот материјали биле црпени од градската библиотека со поддршка на директорот Милчо Јовановски. Тродимензионалниот лик на Прличев го разработил магистрантот од Универзитетот во Марибор, охриѓанецот Александар Илиевски, а анимациите студентот од Универзитетот Свети Апостол Павле Шабан Брзев. Посебните алгоритми за препознавање на македонскиот говор, вклучувајќи го и охридскиот дијалект и целокупната платформа за интеракција, ја работеле Дамјан Петковски и Михаил Ангелевски, студенти на Универзитетот Свети Апостол Павле и Петар Мичов, иден студент. Магдалена Марковска, која го менаџираше проектот, и Ајла Бајрамовска, заедно со своите соученици од Основното училиште Григор Прличев, учествува во тестирање на споменикот. Дигиталното културно наследство представува посебна научна дисциплина која се наоѓа на пресекот помеѓу компјутерските технологии и хуманистичките науки. Охрид, како град на УНЕСКО, има потреба од новите технологии кои овозможуваат дигитализација и трајна конзервација на културното наследство во физичкиот и во метаверзумот. Ваквите иновации ја поттикнуваат промоцијата на градот и државата со тоа што ќе понудат туристичко искуство кое не може да се најде на друго место, објави професорот Сефиданис на својот профил на Facebook. Дигиталниот споменик ќе биде достапен за комуникација 24 часа преку целата година. Со формирање на собирни центри за отпад ќе се спречува загадувањето на животната средина. Граѓаните ќе имаат можност за примерна селекција од домовите за сите видови отпад. За помалку од 5 месеци треба да стапи на сила новиот закон за дополнителни текови на отпад во режим на проширување одговорност на производителите, со кој се регулира неговото собирање и преработка. На повидок решение за да се спречи создавањето на дивите депонии се добива можност за примарно селектирање и собирање на сите видови отпад. Наскоро граѓаните ќе имаат можност сите видови отпад да ги депонираат во собирни центри. Формирањето на собирните центри ќе биде обврска на општината и колективните постапувачи, најавува Ана Мазнева Каранфиловска од Министерството за животна средина просторно планирање за новиот закон за дополнителни текови на отпад во режим на проширување одговорност за производителите, кој што треба да стапи на сила од јануари 2023 година. И до крајот на годината треба да се формираат и колективни постапувачи за овој тек на отпад, односно за отпаден тек. Тоа се непрофитни организации кои што се формирани од страна на производителите, кои имаат обврска да го плаќаат овој надоместок за управување со отпадот кој што настанува од нивната дејност. Граѓаните ќе се ослободуваат од сите видови на отпад кои се создаваат дома и наместо да се загадува животната средина, да завршува на рециклирање. Со новиот закон за дополнителни текови на отпад, производителите ќе плаќаат надоместок за да се формираат собирните центри. И средствата што се собираат кај овие колективни постапувачи се користат за финансирање на целиот овој систем.
од поставување на контейнери за примарна селекција, преку транспортирање на отпадот, се до негово рециклирање или преработка во инсталациите што имаат созвола за тоа. Колективните постапувачи се организации кои ќе ги формираат производителите кои создаваат отпад од своите дејности. Тие имаат лиценци за да собираат отпад од мепел, електронски отпад, текстил, обувки, батерии, отпад од пакување и други видови. Повторно активен е пожарот кај охридските села Вапила и Сирула, гори борова, давова шума и ниска вегетација, соопшти Центарот за управување со кризи. Интервенирано е со едно противпожарно возило на територијалната противпожарна единица од Охрид со 3 пожарникари и 3 лица на јавното предпријатие Национални шуми од подружница Галичица. Пожарот вчера околу 14 часот беше изгаснат пошто повторно се активира 5 часа подоцна. Скутери дивеат на Струшкото крајбрежје. Водени екзибиции и лудории се изведуваат во самите капалишта. Од капетанија на пристаништата велат се вршат редовни контроли. Казнети се 25 лица. Хаос во пловидбата на Струшкото крајбрежје. Скутери и глисери дивеат по езерската шир во близина на струшките плажи. Не се почитува забраната за скутери, а екзибиции се изведуваат во кругот на самите капалишта, кои не се обележани и немаат спасители. Пловилата треба да возат на 200 метри од брегот на езерото, подалеку од капачите, но бесните скутерџи возат на самите плажи. Тоа имаме добра координација и со полицијата, така што независни патроли од двете страни ги пуштаме онолку што можеме да се изрекуваат и санкции. Во овој момент 25 санкции се изречени, од кои што добар дел се на Струшкото крајбрежје. Сите се реализираат, кои по судски пат, кои со порамнување, меѓутоа ситуацијата е таква каква што е, односно ги даваме максимумите согласно ресурсите кои што ги располагаме. За целото езеро има само еден инспектор за безбедност во пловидбата, откако вториот неодамна замина во пензија. Од друга страна, новите пловила кои загрозуваат безбедноста се далеку побрзи од оние кои ги има капетанија. Ние работиме во овој момент со 2 патролни чамци кои што ги имаме и еден инспектор, се комбинираме секој можен начин, меѓутоа зачестените пријави доаѓаат од Струшкото крајбрежје. Јас не знам дали нескромно мака можам да кажам дали се работи за специфичност на менталитети и така натака, меѓутоа факт е дека во таа средина, на тој дел од езерото имаме повеќе нарушување на правилата и прописите. Забраната за управување на скутери е воведена пред 10 години. Стартува на 1 јули и трае до 31 август. Мониторингот на состојбата на православните објекти во државава спроведуван од ИКОМОС Македонија се одвива континуирано и непречено во текот на летните месеци. На есен ќе биде достапна онлайн база на податоци за православно културно наследство. На вкупно 253 православни сакрални објекти, цркви и манастири, во 8 епархии на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, кои се наоѓаат на територијата на држава, извршен е мониторинг на состојбата во текот на мај, јуни и јули, односно првото тромесечие откако започна проектот Мониторинг на православното културно наследство. Проектот го спроведува ИКОМОС Македонија во соработка со МПЦ, а со финансиска поддршка на амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје. Во Деварско-Кичевската епархија извршен е увид на 71 православен објект. Мониторингот на состојбата, спроведуван од страна на 5 стручни тимови од ИКОМОС Македонија, се одвива континуирано и непречено во текот на летните месеци, благодарение и на срдечната соработка со надлежните лица од епархиите и со локалното население во посетените општини, информираат од Националниот комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети. Во рамките на овој двогодишен проект предвидено е да биде направен увид на состојбата на вкупно 700 православни сакрални објекти, кој ќе послужи за изработка на специјализирана база на податоци, која ќе биде достапна за јавноста и за давање препораки за превентивни и заштитни конзерваторски интервенции за недвижното православно културно наследство. Специјализираната база на податоци ќе биде достапна онлайн и истата планирано е да биде ставена во употреба на есен. Малолетните деца во просек поминуваат и повеќе од 5 часа приклучени на интернет, одговориле 39% од испитаниците опфатени во анкета на Агенцијата за електронски комуникации.
46,3% од испитаниците знаат дека постои програма за родителска контрола која на лицата помлади од 18 години ќе им овозможи безбеден интернет. Од нив само 10,2% имаат веќе инсталирано таков софтвер, додека од оние испитаници кои немаат инсталирано таков софтвер знаат дека истиот постои, околу 61% би инсталирале. Околу 10% од испитаниците кои имаат позитивен став кон инсталирање софтвер за родителска контрола знаат каде можат да го најдат. Стои во клучните наводи од извештајот од испитувањето за јавно мислење од аспект на заштита на корисници на електронски услуги. Во последните 4 години се наведува во наводите се забележува тренд на раст во бројот на домаќинства каде интернет пристапот го користат и малолетници. Во 2022 година дури 43,2% од испитаниците одговориле дека малолетни лица користат интернет во нивно домаќинство, а кај дури 85,6% од нив малолетните лица користат интернет секој ден. Анкетата е спроведена од 13 април до 15 март годинава на случајен репрезентативен примерок од 1100 испитаници на возраст од 18 и повеќе години кај корисници на некои од електронските комуникацијски услуги, фиксна телефонија, мобилна телефонија, интернет и телевизија. Министерството за здравство информира дека на клиниката за инфективни болести нема хоспитализиран пациент суспектен на мајмунски сипаници. Во врска со пациентот кој се споменува во медиумите според информациите од Кичевската болница станува збор за суспектен пациент кој во добра здравствена состојба и со уредни лабораториски резултати, кај кого е дадена препорака за тестирање, велат од Министерството за здравство. Во моментов се организира епидемиолошки тим кој ќе спроведе епидемиолошка анкета. Материјалот за тестирање треба да биде доставен до Институтот за јавно здравје во Скопје. Следуваат вестите од светот. Кинеската армија денес соопшти дека по речиси една недела успешно завршила различни војни задачи околу Тајван, но дека продолжува внимателно да следи ситуацијата во тајванскиот теснец. Од армијата информираат дека ќе спроведуваат редовни патроли и продолжат со војна обука за постигнување борбена готовност, објави официјалниот профил на Вејбо на источната команда на Кинеската народно-ослободителна армија. Кина започна масовни војни вежби по посетата на претседателката на представничкиот дом на САД Ненси Пелоси, на која жестоко се спротистави Пекинг. Огромен пожар во руското пристаниште на Азовско море. Видеата на социјалните мрежи геолоцирани од CNN покажуваат густ темен чад како лебди над градот. Едно видео покажува силна експлозија. Руската државна новинска агенција ТАСС објави дека пожарот избунал во зграда хангар со површина од 550 метри квадратни, а службите за итни случаи се натерени, нема жртви. Мал авион слетал на автопат во Калифорнија вчера, удрил во камион полн со луѓе и се запалила во несреќата, нема повредени за среќа. Авионот се срушил на автопат во округот Риверсајд во близина на авенијата Линколн, нешто по 12 часот и 30 минути, а несреќата била снимена на видео. Пилотот и еден патник во авионот успеале безбедно да излезат од авионот, а трите лица во камионот не се повредени. Имено пилотот рекол дека морал принудно да слета на автопатот откако му откажал моторот додека се движел кон аеродромот. Бел кит кој залута во реката Сена рано утрово е извлечен од вода и властите работат на негово спасување. Излекувањето на китот тежок 800 кг траело 6 часа. Како што велат надлежните, неговиот живот е во опасност. Целосно белиот кит исплива речиси на половина пат до Париз пред локалните власти да затворат во голем систем на брана. Сега со камион се транспортира до крај брежниот град Уистрем во Нормандија, каде што ќе биде ставен во солена вода, и покрај успехот на првата фаза од спасувачката операција се уште постојат сомнежи за можностите за преживување на китот, кој во нормална состојба би требало да тежи околу 1200 кг. Кон крајот на мај тешко болна орка исплива десетици мили до Сена и почина од природна смрт по неуспешните обиди да ја вратат во морето. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата и пријатно.